Нема крај на арамилакот на мафијата на власт среде најголемата здравствена, економска, општествена криза во Македонија. Мафијата нема срам ниту кочница, без усул се зема од државата и од буџетите на општините, додека народот станува се посиромашен, без заштита и без работа. Почитувани, Златко Марин, градоначалникот на аеродромот СДСМ, е пример за тоа како се однесува СДСМ. Марин е пример за лукративноста на мафијата на власт во време кога веќе втора година е вонредна состојба. Златко Марин, според објавените документи, прави општински набавки на производи по 10-кратно поголеми цени и тоа во малопродажба. Документите кои што излегуваат во јавноста за набавките и тендерите на Златко Марин ги надминуваат сите граници на пристојност. Например, Златко Марин плаќа една лед сијалица за улично осветлување за 48.000 денари. Внимавајте, сијалица 48.000 денари. Една. Само со едно брзо пребарување на интернет, лед сијалици за улично осветлување со истите карактеристики за кои што Марин плаќа 48.000 денари, може да се најдат за 2, 3, 4, па еве и 5.000 денари. Колку овие 48.000 денари за сијалица се неверојатни, колку овие 800 евра за сијалица се набилдани, покажува испоредбата дека бандерата, столбот од 4 метри со сите карактеристики и потреби за на неа да се стави сијалицата од 800 евра, чини 15.000 помалку, односно 33.000 денари. Бандера 33.000 денари, сијалица 48.000 денари. Одиме понатаму. Златко Марин набавува обрач за кош. Само обрач, без табла, без мрежа, обрач за кош, без сите оние други елементи за да може да играат деца. И за него плаќа 15.000 денари, точно 14.900 денари. Златко Марин, професор по физичко, набавува обрач за кош за 15.000 општински денари. Во време на епидемија, луѓето кога се оставени без заштита, седат затворени во полициски час, а тој дава 250 евра за еден обрач, а во продавница обрачи за кош се продаваат за 4.000 денари. Значи не на тендер, во продавница во малопродажба. Одиме понатаму. Златко Марин со пари од општина Аеродром плаќа метална набавка, вели, на метална чешма за пиење вода за 65.000 денари. 1.000 евра, над 1.000 евра за една чешма. Славина, вели, замена на оштетена славина со нова цуцла со механизам за затворање, односно копче на притискање, тоа чини славината 7.000 денари. Значи, само за отворање на вентили на чешми наплаќа 6.600 денари, отворање на вентил 6.600 денари. 65.000 денари чешма, отворање вентил 6.600, славина со копче 7.000 денари и така натаму, се што може да се најде во набавките на Златко Марин со буџетот на општина Аеродром. Почитувани, ова е срамно. СДСМ нема ден на некој нејзин функционер да не е фатен во криминален скандал. Златко Марин само пред некој месец беше фатен како се обидува да подкупи медиуми и новинари под превезот на наградна игра, што беше осудено од јавноста и од новинарско-медиумските организации. Почитувани, ова е недозволиво, ова е нечовечки. Златко Марин на тендери да купува сијалици за 48.000 денари, 10 за 480.000 денари, додека граѓаните седат затворени во полициски час. Од тука, уште што треба да се случи за институциите да почнат да си ја работата. По смената на власта во Аеродром, сите овие набавки ќе одат на ревизија, одговорност ќе има. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање, коментар во врска со најавата за укинување на печатени учебници, односно со дигитализација на учебниците. Лажните социјалдемократи во функција на мафијата на власт си го покажуваат вистинското надмено лице. Вистината е дека нови учебници нема со години,
а мафијата на власт сега ги укинува бесплатните учебници. Уште потрагично е што без решение за сегашната ситуација актуелна со онлайн настава, се оние 10% од учениците, односно 25.000 деца, сега не следат настава, а по се изгледа вака како што тргнала мафијата на власт, го укинува и законот, би требало да го укине и законот за задолжително образование. Новата милионерка смета дека тие што немаат, нема потреба ниту да учат. 25.000 деца сега се исклучени од настава заради немање на компјутери, рече си 1/3 од нив немаат ниту струја дома. Ама Мила Царовска ја докажува својата неспособност за грижа и сочувство за оние кои што немаат. Мила Царовска не мисли на нив, туку ги правда буџетските тендери за нејзиниот партнер во домот. Ви благодарам.